Градоначалниците стојат цврсто на ставот дека по 15 мај ќе следи блокада на локалната самоуправа. На денешната седница на Источно-Банскиот регион во Пехчево порачаа дека излезот од оваа ситуација го гледаат во политичките партии, односно во Македонското собрание. Че нека си останат кавгите, расправиите во делот на собранието, во делот на изборот на влада, во делот на сето она друго што е на ниво на држава, меѓутоа она што ги тишти директно граѓаните да се надминат тие различни политички разлики и да се постигне консензус, веројатно или со продолжување на мандатот на градоначалниците и советниците, или со назначување на некои лица на некој друг начин, да се најде законска форма која што ќе овозможи да граѓаните ги вршат, на граѓаните им се вршат услугите кои што ги дава општината, односно локалната самоуправа. Градоначалниците забележуваат дека покрај тоа што нема да има плати за наставниците, вработените во детските градинки, дел од културните институции и во противпожарните единици и секако за општинската администрација, ќе секнат парите и за проектите, односно ќе трпат и градежните фирми. Во моментот реализираме неколку проекти и во наредниот период навистина ќе биде неопходно потпишување на ситуации за социјал да се исплати на изведувачите. Па од тука ценам дека тоа нема да можем да го правиме, а со тоа ќе дојде до застој на истите проекти, а тоа се проекти на кои што ќе мора да бидат завршени бидејќи е отпочнат процесот на работа. ЗЕЛС и Министерството за локална самоуправа побарале од председателот на Македонското собрание Талат Џафери подитно да се најде решение, а претениците да ги пролонгираат локалните избори и да се направат измени во изборниот законник.